некој хаджи јеменскиот агол од Каба, тие сакаат да го бакнат, али суннет е само да го допрат со нивната рака, бидејќи така постапел Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Од големите грешки и големите пропусти е тоа што многу муслимани, и тука гледаме каков едеп и каков однос имаат муслиманите и како муслиманите се однесуваат, гледаме пропуст, а тој пропуст е кој што претходно спомнавме дека го започнуваме тавафот со доаѓање на Хаджарул Есвед и пред Хаджарул Есвед. Ако сме во можност, суннет е ние да го бакнеме Хаджарул Есвед, црниот камен. Или ако не сме во Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Благодарно само припаѓа единствено само на Господарот Аллах Джелешану. Сведочам дека нема друго божанство за обожавање и верување освен единствениот Господар Аллах Джелешану. Сведочам дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем е последниот Аллахов пратеник и печатот на сите Аллахови пратеници, кого Аллах Джелешану го испрате до целото човечанство, луѓето да ги извади од криви верувања и да ги упати на овај нур, на оваа наша совршена вера, дин Ислам. Селам и салават испраќам на Аллаховиот пратеник алейхи селам, на неговата честна и чиста фамилија, неговите вредни другари и на сите муслимани кои го следеле и го следат и ќе го следа неговиот пат се до кијаметскиот ден. Почитувани верници, ессаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. На почеток го молам Аллах Джелешану да не подучи со корисно знаење и ние да се искористиме со она што Аллах Джелешану нас не има подучено. Го молам Аллах Джелешану да ни даде сваќање за оваа совршена вера, дин Ислам, со леснина да ги разбереме Аллаховите наредби и Аллаховите забрани. Аллахуме амин. Почитувани верници, сите ние Аллахови створенија сме слаби Аллахови створенија кои секој ден правиме некои грешки и некои гребови према единствениот Господар Аллах Джелешану. За тоа нешто ни кажува единствениот Господар Аллах Джелешану во сура Ен-Ниса: "Ва хуликал инсану даифа." И сум го створил инсанот да биде слаб. Потоа и Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ни кажал во еден хадис дека секој Адемов син е грешник, а најдобриот грешник е тој кој што се враќа и прави теубе, прави покаяние за неговите грешки, бара истигфар и опрос за неговите пропусти и грешки што ги направил према единствениот Господар Аллах Джелешану. Затоа ние го учеме Аллаховиот говор Кур'ан ил Керим и таа најдолга сура Бекара, последните ајети упатуваме дова до Аллах Джелешану и викаме: Раббена ла туахидна ин несина ау ахтаана. О Господару наш, ти немој нас да не казнеш ако ние нешто заборавеме или нешто сгрешеме. Затоа секогаш да го молеме единствениот Господар Аллах Джелешану, ако нешто заборавеме и направиме некои грешки, за тие пропусти, тие грешки,
единствениот Господар Аллах Джелешану да ни се смилува и да ни ги опрости тие грешки што ние ги правиме во нашиот дуњалучки живот. За тие грешки ние преку тие ибадети се молеме на единствениот Господар Аллах Джелешану да ни ги опростува тие гревови и тие пропусти, тие грешки, затоа често пати сме зборувале и сме кажувале и сте слушале од нашите почитувани ефенди дека Аллах Джелешану го пропишал ибадетот, ни пропишал во нашиот дуњалучки живот разни ибадети, намазот, зекатот, постот, хаџот и многу други ибадети што ние ги правиме према единствениот Господар Аллах Джелешану, правење на истиквар, правење на теубе, барање на опрос и покаяние за нашите грешки. Целта е Аллах Джелешану да ни се смилува и да ни ги опростува тие грешки, бидејќи најдобриот Аллахов роб е оној кој што кога ќе направи некој греф и некоја грешка, се сеќава на единствениот Господар Аллах Джелешану. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. И тие кои што праваат некое срамно дело и праваат некој зулум и некоја неправда на самите себе си, ذَكَرُوا го спомнуваат Аллах и се сеќаваат на Аллах. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. И тие бараат истиквар и бараат опрос за нивните гревови. Затоа и ние преку тие ибадети, преку намазот, преку постот и тие ибадети што ги правиме према единствениот Господар Аллах Джелешану, ние му се молеме на Аллах Джелешану да Аллах нас ни ги опростува тие грешки. Затоа од тие ибадети ние правиме еднаш во нашиот дуњалучки живот, обавуваме и го обавуваме тој петти исламски столб, а тој петти исламски столб е хаџот. Затоа Ебу Хурейре радијаллаху ан пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол: од умра до умра се бришаат гревовите, додека за примениот хаџ нема друга награда освен дженнет. Овој хадис го бележи имам Бухари во неговата веродостојна збирка. Затоа, инша Аллаху Теала, за тие ибадети да ни бидаат укабулени и прифатени кај Аллах Джелешану, кој нашата цел е Аллах Джелешану да ни ги приме тие ибадети, да ни го приме тој намаз, да ни го приме тој зекат, да ни го приме тој пост што го правиме во месец Рамазан и Аллах Джелешану да ни го укабуле тој хаџ, тој ибадет што ние оставаме нашата куќа и нашата фамилија и нашето богатство и нашето родно место и отпатуваме во тие мубарек места со една цел да му направиме ибаде на Аллах Джелешану и Аллах Джелешану да ни ги опростет нашите гревови. За тие ибадети и тој ибадет и тој хаџ да ни бидет кабул ке Аллах Джелешану, мораме да се потрудеме да научеме да го направиме тој ибадет најдобро, така како што го направил Аллаховиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, така што Аллаховиот пратеник алейхи селам им се обратил на неговите асхаби и ни се обратил исто и на нас, каде им вика: вие земете ги обредите, бидејќи јас не знам дали после оваа година ќе направам пак хаџ. Затоа мораме да спомнеме и да научеме кои се тие грешки што многу хаџи ги праваат во текот на хаџот и како хаџијата прави грешки према единствениот Господар Аллах Джелешану во текот на хаџот
и како тој прави грешка во неговиот ибадет. Затоа, инша Аллаху Теала, на почеток, сите ние мораме да знаеме дека хаџот е во одредени месеци. Хаџот има одредени места кои што ние влегуваме во ихрам, кои во основа некои халал работи нас ни постанаа забранети работи. Нешто што ни беше претходно дозволено, после ихрамот и кога ние влегуваме во ихрам, кога ние занеетуваме и кога имаме ниет да обавиме умра и хаџ, веќе тие дозволени работи нас ни постануваат забранети работи. Зошто го правиме тоа нешто? Го правиме тоа нешто да се доближиме до Аллах Джелешану и преку тоа нешто што ние го обавуваме тој хаџ, се надеваме Аллах Джелешану да ни ги опросте нашите гревови. Затоа тие хаџиски обврски започнуваат во одредени месеци, а тие месеци се Шевал, Дулкаде и Дулхидже, и тие обреди започнуваат во одредени места, кои инша Аллаху Теала ние ги имаме кажувано и ќе ги кажуваме кои се тие места кои муслиманот и хаџијата не смее да ги помини, а тој да не биде во ихрам и тој да нема заниетено дека ќе обави хаџ и умра. Прво мораме да ги спомнеме некои пропусти и некои грешки што многу хаџи ги прават во текот на тој ибадет. Влегуваме во ихрам кога ние ќе дојдеме во тоа одредено место што го одредел тоа место Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем, кој за нашите хаџи и за нашите простори, кои што ние сите кога обавуваме хаџ, претежно поминуваме во таа граница и тоа одредено место, тој микат, што ни го кажал Аллаховиот пратеник Мухамед алейхи селам, а тоа место е Зул Хулейфе, кој што ние од тука натака сме должни веќе да имаме ниет и да бидеме во ихрам. Прва грешка кој елхамдулилlah во нашите хаџи тоа ретко се случува, некој да го помини микатот и да ја помини таа граница, а да нема заниетено. Бидејќи елхамдулилlah има водичи кои што често пати ги опоменуваат и спомнуваат и сите заедно се збираат на тоа место и заедно донесуваат ниет и влегуваат во ихрам. Додека некои можеби праваа некоја грешка, од тие грешки се тоа што поминуваат во микат, а тие немаат заниетено или не се во ихрам. Ако тие го поминаат микат и го поминаат тоа место и таа граница, а немале заниетено и не биле облечени во ихрам, тие се должни да се вратаат назад и повторно да земаат ниет и да влезаат во ихрам, додека ако веќе заминаат, тогаш тие ќе земаат ниет таму каде што се, али за тоа нешто што направиле пропуст и што направиле грешка и не зеле ниет и не влегле во ихрам од тоа место, од таа граница, тие се должни да заколаат курбан и тој курбан да го поделаат во Мека. Друга грешка што многу муслимани и многу хаџи мислат и се убедени дека мора да клањаат и дека тоа е фарс, тие да клањаат 2 рекати. Значи 2 рекати, тие 2 рекати ихрамски рекати или 2 рекати нафиле, тие не се фарс. И тоа не е строга обврска тие да мора да застанат и да мора да клањаат. Ако некој би дошол во тоа место, во таа граница и заниетува и заминува без да клања 2 рекати, не значи дека тој направил грешка. Значи грешка е да бидеме убедени дека мораме ние да клањаме 2 рекати. Потоа од тие грешки што многу муслимани и поточно многу муслиманки кои инша Аллаху Таала во нашите хаџи и во меѓу нашите хаџи тоа не се случувало и инша Аллаху Таала да не се случува,
а таа грешка е некои жени сакаат да сличаат во текот на хаџот како што се мажите. Бидејќи за мажите има посебна облека, додека за жените има своја облека кој што тие секој ден си се облекуваат. Додека за мажите има нешто посебно кој што тие обреди, тие прописи ни ги објаснал Аллаховиот пратеник алейхи селам и улемата кој што елхамдулилlah ни сервирала и ни олеснала во нашиот дуњалучки живот, ние исправно да му направиме ибаде на единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Потоа, од грешките на некои хаџи е тоа што во 8-миот ден Јауму Терује, во 8-миот ден од месецот Зул Хиџе или 2 дена пред Курбан Бајрам, некои хаџи се убедени дека мора да го облечаат ихрамот за хаџот во Месџидул Харам или во Бейтуллах. Тие мора тука да го облечаат тој ихрам, кој што тоа е грешка, додека тој кој што е во Месџидул Харам и има услов тој да го облечи ихрамот, нека го облечи, али тој кој што е во неговиот хотел може да го облечи во неговиот хотел. Затоа е грешка да бидеме убедени дека мораме да го облечеме ихрамот баш во Месџидул Харам или во Бейтуллах. Потоа, од грешките што многу хаџи е праваат таа грешка е тоа што ние сите знаеме дека е суннет и треба да знаеме дека е суннет мажите во текот на тавафот, кога ќе влезаат во Каба, тие да го отсокријаат нивното десно рамо. Да го отсокријаат нивното десно рамо додека го направаат нивниот таваф. Кога ќе го направат нивниот таваф, тие го покриваат нивното десно рамо и потоа клањаат 2 рекати нафиле и потоа праваат Сафа и Мерва или го праваат сајот. Али грешка е ние да бидеме убедени дека од тоа време кога ние сме влегле во ихрам, кога сме заниетеле, од тогаш до крај на умрата или до крај на хаџиските обврски, ние да го имаме отсокриено нашето десно рамо. Тоа е од грешките кои што некои хаџи се убедени. Десното рамо треба да биде отсокриено само во текот на тавафот, додека после и пред треба да биде десното рамо покриено. Од грешките на некои хаџи е тоа што сите 7 круга сакаат да ги поминаат брзајки. Кој суннет е Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем што го практикувал е тоа што во тие 3 круга, првите 3 круга, Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем брзал, кој имал една цел, а таа цел е оние кои што биле мушрици во тоа време, во времето на Аллаховиот пратеник алейхи салам, кои мислеле дека муслиманите се изморени, изнемоштени и мислеле дека тие немаат сила. Затоа Аллаховиот пратеник алейхи салам првите 3 круга брзал околу Каба кога го правел тавафот, додека другите 4 круга Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем ги поминал без брзање и не брзал во тие 4 останати круга. Али суннет е да брзаме само во тие први 3 круга. Зошто го правиме, почитувани верници, ова нешто ние во денешно време? Бидејќи знаеме дека денеска во Мека нема мушрици. Али целта е ние да покажеме дека го следеме суннето на Аллаховиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Затоа ние, ако денеска, елхамдулилlah, се чувствуваме силни и моќни, не смееме да бидеме убедени дека мораме да ги поминеме сите 7 круга брзаки. Туку мораме да знаеме дека суннет е да се поминаат тие 3 круга брзаки, додека останатите 4 круга ги поминуваме
odeći normalno ili bez da nije brzame. Potom druga greška što mnogo muslimani pravят во текот на нивниот хаџ и нивните обрски тоа што тие проучуваат еднаш или два пати или три пати телбие и потоа го оставаат тоа нешто. Али суннет е ние да учиме што повеќе и повеќе телбие. И проучуваме телбие колку што ние можеме. Затоа тоа е суннет. Ние да учиме што повеќе и повеќе телбие. Кога влегуваме во ихрам, кога земаме ниет, во текот на нашето патување, ние учиме што повеќе и повеќе телбие. Кога влегуваме во Бейтулла и влегуваме и ја гледаме Каба, ние престануваме да учиме телбие. Додека после кога влегуваме повторно во ихрам, тие кои што прават хаџу теметту, кога влегуваат во 8-миот ден или 2 дена пред Бајрам, тие повторно проучуваат телбие, кој 8-миот ден е суннет да бидеме во Мина, тие проучуваат што повеќе и повеќе телбие, 9-тиот ден се во Арафат, проучуваат што повеќе и повеќе телбие, ноќта на Бајрам и 10-тиот ден е веќе Бајрам, тие проучуваат се додека ги фрлаат нивните камења на џемарат, тие проучуваат што повеќе и повеќе телбие. Затоа, почитувани верници, мораме да ги учиме овие грешки и да ги знаеме и сознаеме кои се тие грешки кои што хаџијата ги прави во текот на неговото патување и во тој ибадет кој што ние сите се мачеме, трошеме богатство, оставаме фамилија, оставаме родно место, со една цел нашите ибадети, нашиот ибадет и нашиот хаџ да ни биде укабулен и прифатен кај единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Од другите грешки кои што многу хаџи сметаат дека е забрането, кој во основа е грешка и мислат дека не е дозволено ние кога влегуваме во ихрам, кога облекуваме ихрам, ние не смееме да имаме наочари, не смееме да имаме сат, не смееме да имаме прстен, не смееме да имаме чадор, ако имаме потреба тоа, или не смееме да имаме новчаник или да имаме торба, кои што во основа овие работи се дозволени, а тие се од нашата потреба во текот на обавување на тој ибаде, на тој хаџ, не е забрането ние да имаме на нашата рака сат, или да имаме наочари, или да имаме новчаник, или да имаме некое тесе кои што ние ќе ги чуваме своите лични документи или ќе чуваме некои други работи кои што нас ни се од потреба, тоа не е забрането, али забрането е да ставаме капа, забрането е ние да ја покриеме нашата глава, забрането е, ова е забрането додека другите работи нас ни се дозволени и ни се халал во текот на обавување на тие обрски, тој хаџ. Потоа, од другите грешки е тоа што некои жени ставаат во нивните раце на раквици или ги покриваат нивните лица во текот на тоа патување или на тој ибадет кој што го праваат во Мека. Потоа друга грешка и друг пропуст што го праваат многу жени, поточно тоа е другиот пол кој што тие хаџици го креваат нивниот глас кога учаат телбие, додека суннет е тие да учаат во себе, да се слушаат само самите себе си, додека за мажите суннет е тие да го кренаат нивниот глас и да учаат што повисоко и повисоко телбие. Потоа има некои грешки кои што многу хаџи ги праваат, а тие грешки се поврзани со тавафот. Претходно имавме грешки кои што беа поврзани со нашиот ихрам. Потоа имаме некои грешки кои што се поврзани со тавафот, кој тавафот е еден ибадет кој што ние го правиме во тоа мубарек место и вртеме околу Бейтулла 7 круга. Од тие грешки е тоа што многу хаџи го започнуваат тавафот пред да дојдат на Хаџерул Есвед или црниот камен, кој што елхамдулилlah имаме водиши
Имаме предпоставени кои што објаснуваат, али важно е тие кои што се заминати на хаџ и тие кои што сакаат да обаваат хаџ и кои што сакаат нивниот ибадет да биде укабулен и прифатен кај единствениот Господар Аллах Джелешану, да ги слушаат оние кои што имаат поголемо искуство, тие кои што имаат поголемо знаење, тие кои што може би биле еднаш или два пати или три пати или повеќе пати. Важно е тие да ги слушаат нивните совети, бидејќи од грешките кога ние го започнуваме тавафот е да почнеме со таваф пред да дојдеме на Хаџерул Есвед. Потоа од другите грешки е тоа што некои хаџи јеменскиот агол од Каба тие сакаат да го бакнат, али суннет е само да го допрат со нивната рака, бидејќи така постапел Аллаховиот пратени Мухаммед саллаллаху алейхи васелем. Од големите грешки и големите пропусти е тоа што многу муслимани, и тука гледаме каков едеп и каков однос имаат муслиманите и како муслиманите се однесуваат. Гледаме пропуст, а тој пропуст е кој што претходно спомнавме дека го започнуваме тавафот со доаѓање на Хаџерул Есвед и пред Хаџерул Есвед. Ако сме во можност, суннет е ние да го бакнеме Хаџерул Есвед, црниот камен. Или ако не сме во можност, можеме да го допреме Хаџерул Есвед или оддалеку да речеме Бисмилла, Аллаху Екбер и потоа почнуваме да вртеме околу Каба. Али гледаме големи пропусти и големи грешки кои што многу муслимани ги праваат тие грешки, а тие грешки се туркаат, се расправаат, го креваат нивниот глас со една цел да дојдат да го бакнат Хаџерул Есвед или црниот камен, кои мислејќи дека ќе направат еден суннет, тие праваат 100 харами. Тие праваат многу други забранети работи, кои Аллаховиот пратеник алейхи селам ни кажува во еден хадис: ел муслиму мен селимен муслимуне мин лисанихи во једих. Муслиманот и правиот муслиман и верник е оној кој што сите муслимани се заштитени од него, од неговата рака и од неговиот јазик. Затоа грешка е ние да одеме кај Хаџерул Есвед и црниот камен со една цел, ние да го бакнеме или да го допреме, а уствари ние немаме можност. Ако имавме можност, ние ќе го направивме тој суннет, бидејќи мораме да бидеме убедени дека поголем греф е тоа што ние ќе направиме пропусти, што ние ќе се туркаме и ќе направиме една таква атмосфера кој што ќе гледаме дека тука има се, само нема едеп и нема однос. А не е грешка и не е харам ние да го започнеме тавафот и тој круг кој што го правиме околу Каба, без ние да го бакнеме Хаџерул Есвед или црниот камен. Тоа е од оние грешки кои што многу муслимани го праваат во текот на тој таваф. Друга грешка е тоа што многу муслимани се убедени и мислаат дека Хаџерул Есвед, ако тие го бакнат и тие го допрат, тие ќе имаат некој берекет во нивниот дуњалучки живот. Гледаме тука, многу муслимани ги ставаат нивните облеки со една цел да земаат берекет, а тоа е опасно нешто и грешно. Зошто? Бидејќи Омер бин Хаттаб радијаллаху ан застанал и го бакнал Хаџерул Есвед. Го бакнал Хаџерул Есвед и му се обратил и му рекол: ти си камен кој што ни даваш, ни користеш, ни штетеш. Да не го видов Аллаховиот пратеник алейхи селам дека го прави ова нешто, јас никогаш немаше да го направам. Туку тој го направил зошто? Бидејќи Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем така постапел. Затоа е грешка ние да бидеме убедени дека црниот камен и Хаџерул Есвед нас ќе ни дадат
nekoj bereket во нашиот дуњалучки живот. Од грешките кои што многу муслимани, многу хаджи праваат во текот на тавафот е тоа што мислат и се убедени дека за секој круг има посебни дови. За секој круг има посебни дови. Кој ова е грешка и нема за секој круг посебни дови. Туку има единствено нешто што е забележано дека е суннет ние да ја проучуваме таа дова е од јеменскиот агор се додека одеме према Хаджерул Есвед или црниот камен да ја проучуваме Раббена атина фид дуња хасана ва фил ахирети хасана ва кина азабен нар. Господару наш, ти дај ни нас добро и во дуњалук и во ахирет и заштити не од джехеннемски оган. Единствено нешто што е забележано е ова нешто, што е потврдено дека го правел Аллаховиот пратеник алейхи салам. Додека во другите останати кругови и во другиот дел од тавафот ние можеме да упатуваме дова, можеме да правиме зикр, можеме да учеме Кур'ан. Битно е ние да бидеме во ибадет. Чак и некој дуњалучки муабет и разговор ако ние би направиле во текот на тавафот, не значи дека сме огрешеле. Али да мислиме дека од почеток до крај сите 7 круга имаат посебни дови, Аллах најдобро знае, тоа не е нигде потврдено. Тоа е она што многу муслимани го имаме и го мислиме дека е важно секој круг ние да ги проучеме посебни дови. Потоа, од други грешки е тоа што еден, а тој е оној кој што ги водет на тие хаджи, на таа група, едниот уче наглас, додека другите, останатите хаджи, тие учат по него. И ова е голема грешка, зошто бидејќи во Каба влегуваат илјаници, милиони луѓе, доаѓа луѓе од Африка, доаѓа луѓе од Европа, доаѓа луѓе од Азија, од целиот свет. Што би се случило секој еден водич кој што има своја група од 20 или 30 или 50 луѓе, секој еден да учи наглас, а тие по него. Колку групи би имало околу Каба? Би имало многу групи. Затоа е важно да научиме дека секој во себе треба да упатува дова, а не е можеби нешто спорно водичо да го подучет неговиот хаджије и неговата група со некои зикрови, со некои дови, али да го крева наглас, додека тие кои што го следаат да повторуваат. Ова е од грешките кои што нажалост слушаме и гледаме дека многу муслимани, многу хаджи тоа го практикуваат, али тоа не било суннет и не било пракса на Аллаховиот пратеник алейхи салам, ниту на првите генерации. Потоа друга грешка е тоа што ние мораме да научиме дека тавафот започнува почнувајќи од Хаджерул Есвед. Рековме дека суннет е да го бакнеме или да го допреме или оддалеку да речеме бисмилла Аллаху екбер. Еднуш да речеме Аллаху екбер е доволно. Додека многу хаджи застоваат и се вртаат према Хаджерул Есвед и викаат бисмилла Аллаху екбер, бисмилла Аллаху екбер, бисмилла Аллаху екбер, изговараат 3 пати или 4 пати, па потоа се допираат на нивното лице, кој и ова е грешка и не е суннет, туку е суннет еднуш да речеме бисмилла Аллаху екбер и потоа продолжуваме со нашиот таваф. После завршувањето на тавафот, суннет е ние да клањаме 2 рекати. Многу муслимани праваат грешка и пропуст, што тие 2 рекати суннет е да ги клањаме зад мекаму Ибрахим. Зад местото мекаму Ибрахим или стапалката од Ибрахим алейхи салам. Суннет е. Али многу муслимани тука се туркаат, се расправаат, го креваат нивниот глас со една цел само да бидат зад мекаму Ибрахим или зад стапалката од Ибрахим алейхи салам. И кога ќе лезат да ги клањаат и почнат да ги клањаат тие 2 рекати, тие учаат многу долго. Кој е суннет на првиот рекат
da proučeme posle sura Fatiha Elhamdulillahi Rabbil Alemin, da proučeme Kul ja ejuhel kafirun. Dodeka na vtoriot rekat, posle sura Fatiha Elhamdulillahi Rabbil Alemin, da proučeme sura Ihlas Kul huvallahu ahad. Znači, tije dva rekati treba da ga isklanjame pobrzo. Ako imame možnost da ga isklanjame zat mekamu Ibrahim voret, ako nemame možnost, možemo da ga klanjame i negde podaleku, da ga isklanjame tije dva rekati. Bitno je nije da ne pravime šteta i da ne pravime turkanici i raspravi su ostanatite hađi i da dademe na loša slika za ostanatite luje. Ova bea nekoliko greški koji što mnogu hađi gi pravat vo odnos na nivniot ihram i vo odnos na nivniot tavaf koja je prava tavaf okolo Kaba, tavaf za umra ili tavaf za hađ ili oprosni tavaf koji što je posleden tavaf i se oprostuvame so Bejtullah. Zato ovi raboti moramo da gi povtoruvame, moramo da gi kažuvame, moramo da čitame i moramo da učeme, koji inša Allahu ta'ala da se nadevame da naši od ibaden ni bide ukabulen i prifatljiv kaj jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Molam Allah subhanahu wa ta'ala da ne popravi nas, molam Allah Đelešanu da ne go pokaži pravi otpad, da gi razbereme Allahovite naredbi, Allahovite zabrani solesnina. Molam Allah Đelešanu to što će go naučeme, nije da go praktikuvame. Molime Allah Đelešanu da ne gi ukabule site naši ibadeti, naši od namaz, naši od zeka, naši od post, naši od hađ. Allahumma amin. Molam Allah Đelešanu da ve nagradi za vaše to vnimanije. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.